Великденските кули од Порече. Најхрабрите момчиња одат пред портата на црквата и почнуваат да ги прават кулите. Кулите се прават на следниот начин. Се фаќаат 5 најспособни млади момчиња на долниот ред, рамо за рамо. А на нив се качуваат исто така уште 5 и се прават 5 кули. На почетокот не биле 5, биле само неколку кули, колку што можеле да направат. Меѓутоа, потоа бројката 5 ја зеле како символика на 5-вековното турско робство. Затоа и долниот ред кој е составен од 5 мажи представува символика на турските владетели кои во минатото управувале со ова место. Долниот ред на кулата го символизираат турците османли, а 5 во горниот ред го символизираат македонскиот народ, кој се кренал на повстание и ги победил освојувачите, но подоцна живеел заедно со луѓето кои се различни од него. Горниот ред пеат патриотски песни. Го пеат и тропарот на Великден и ред други песни, а додека долниот ред, односно луѓето кои ги символизираат турците османли, со наведнати глави го носат теретот, тежината на своите плеќи. Кај представници на македонскиот народ, обичајот е проследен со една веселба, со радост и со мисла дека еден ден ќе дојде денот на слободата, ќе светне сонцето и во нашата земја слободно ќе се прославува не само овој празник, туку сите празници кои што постојат во православната црква. Со празникот Великден се поврзани многубројни обредни песни, во кои доаѓаат до израд најскриените желби и надежи на домаќинот, на семејството и на неговите блиски за благосостојба, среќа и љубов, за добар род на посевите и за приплод на добитокот. Тие пеа за разбудената природа по долгата зима, за повторното враќање на животот. Овие песни содржат пагански слоеви, кои подоцна со појавата на христијанството придобиле христијански елементи. Во македонски Брод, дечињата, а посебно младите девојчиња, облечени во народна носија, прават шпалир и ја пеат песната Каленчица, маленчице.